советничко место со 90% од платата која земал во ССМ или ако не сака да биде советник да користи апанажа одреден период, животно осигурување и други бенефиции, си овозможил поранешниот председател на ССМ Живко Митревски додека менаџираше со синдикатот. Нешто налик на менаџерски договор кој ќе ја гарантира неговата работа и финансиска сигурност. За само 24 часа од превземањето на председателското столче во ССМ од страна на Дарко Димовски, новиот председател, службите меѓу материјалите пронашле многу нелогичности кои наведуваат на неодговорно и нетранспарентно работење. За нив допрва ќе ги утврдуваат материјалните докази и евентуалните законски постапки кои ќе произлезат од 7-годишното менаџирање на Митревски. Откриен е договор кој што поранешниот председател Живко Митревски си го потпишал сам со поранешниот секретар на ССМ, во кој што си доделил апанажа, во кој што си доделил животно осигурање, во кој што си доделил елементи од менаџерски договор, кој што не е својствено за ниеден синдикат никаде во рамките на светот и Европа, а камоли во Република Македонија. Значи, ова представува еден голем преседан на само доделување на нешта и само потпишување на нешта кои што се исклучиво во насока на приватна, односно на лична добивка. Новото раководство на ССМ вели дека правен тим го разгледува договорот и доколку се утврди дека е спротивен на статутот на Сојузот, ќе биде прогласен за ништовен. Договорот има неколку елементи во кои што елементот на апанажа после завршувањето на функцијата, елементот што вие го спомнавте на некакво друго работно место, односно советничко на досегашниот председател, но морам да кажам дека согласно актите, статутот на ССМ, кој што за нас во ССМ е закон, значи согласно статутот, сите одлуки во ССМ се донесуваат на база на колективизам. Очигледно е дека таква одлука на орган на Советот, на орган на ССМ, во случајот како највисок орган е Советот на ССМ, не е донесена. Тоа значи дека по нас само по себе договорот е нелегитимен и најверојатно ние тој ќе го оспориме пред органите. Работните групи во ССМ ги чешлаат документите на кои претhodно се потпишал Митревски и засега е утврдено дека дел од документите ги нема во оригинал, туку само во копии. Исто така во финансиските извештаи е утврдено дека Митревски правел високи трошоци и дека дел од набавките се направени по повисока цена од пазарната. Органите откриле и дека ССМ поседувала и легална муниција и оружје, за кои тие досега не знаеле.